Македонски легенди. Чешмата на Бена. На падините на планините Плауш и Беласица, меѓу Валандово и Струмица, лежи селото Костурино, чии жители се земјоделци и сточари. Во селото живеела некогаш девојка по име Бена. Убавица, каква што ретко имало. Никој не смел да се приближи од незините тројца браќа, затоа што ја варделе на секој чекор. Еден јулски ден, тие четворицата жнееле жито. Бена била пребрадена со црвена шамија, додека браќата биле наведнати и жнееле пченица. Тогаш, како на крила носени, пристигнале група коњаници на чело со Сали Бек. Седнале под дебела сенка, а Сали Бек, гледајќи ја Бена, се упатил кон неа. Браќата им наредиле: немој да си отишла кон сенката кај што е турчинот. Сали Бек се загледал во белиот врат на Бена и златистите прамени што ѕиркале од шамијата, па ја прашал дали сака да му биде анама. Таа го одбила. Возбуден од незината убавина, Бегот им свикал на коњаниците: држете ја! Бена писнала и му плукнала в лице на Бегот. Навреден Салибек ја извадил витата сабја и со еден замав и го пресекол вратот. Додека браќата се снајдат, коњаниците заминале. Браќата ги натопиле рацете со крвта на сестра си. Ги дигнале рацете кон сонцето и се заколнале дека ќе ја осветат својата сестра. Потоа ја закопале Бена кај ладниот планински извор и за секогаш ја напуштиле нивата. Браќата се одметнале в планина и станале комити. Тие ги убиле најблиските роднини на Бегот, а една вечер го начекале и него. Бегот се враќал по стариот струмички пат со својата наоружена придружба. На месечината браќата го препознале Салибек по неговиот жолт ферман. Пламнале истрели. Бегот писнал како за срцето да го каснала змија осојница. Се фатил со рацете за левата страна, се накревил во седлото и паднал од коњот на земја. Уплашениот коњ потрчал по патот, влечејќи го Бегот, чија нога беше се закачила во зенгијата. Браќата продолжиле да убиваат аги, бегови и трговци кои немилосрдно ја плјочкосувале сиромаштијата. Се појавувале таму каде најмалку ги очекувале. Надалеку се прославиле со своите подвизи и јунаштво. Турците со страв ги споменувале. Добиеното богатство браќата го делеле на сиромасите. Нешто од тие пари давали и на своите соселани да подигнат чешма. Селаните изграделе чешма крај изворот на истото место каде што била закопана Бена. Народот оваа чешма и ден денешен ја вика Бенина чешма.